Се приближуваме кон крајот и на вториот час од Македонија на утро. Време е за новиот разговор во студија. Токму така, безбедноста и здравјето при работа се уште се сериозен предизвик во земјава. Дали доволно се инвестира во безбедноста на работното место, кој најмногу потфрла институциите, работодавците или самите работници, и дали е време културата односно за безбедност да почне да се учи уште во училишните клупи. На овие теми разговараме со председателот на Македонското здружение за заштита при работа, господинот Милан Петковски. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро. Така коригирам само бившиот, претходниот председател. Така. Ќе почнеме со култура на безбедност. Што е култура на безбедност во една организација и дали се практикува кај нас дома? Ајде да се вратам на една македонска поговорка. Века за да спречиш, века подобро, века да го спречиш отколку да го лечиш. Так. Културата на работното место би требало да представува, да кажеме, паметно вложување во едно работно опкружување кое всушност ќе му носи додадена вредност на работодавачот. Тоа значи пристојна работа, тоа значи безбедна работа, тоа значи здрава работа, кај што работодавачот ќе наместо да се фокусира со проблемите кои се присутни помеѓу луѓето, околу луѓето, ќе се фокусира како да обезбеди подобра работа, како да обезбеди повеќе работа, како да ја развија својата компанија. Тоа во Македонија често пати не се случува. Бројните извештаи кои ги гледаме, бројните дневни објави, бројните извештаи кои говорат, да кажеме, дури од државните институции говорат дека имаме некаде околу 2500 потешки повреди на работните места годишно. Тоа значи 2500 луѓе отсуствуваат од работа на 3 дена. Што е сериозна бројка? Тоа е огромна бројка која всушност, ако го гледате низ перспектива, да кажеме дека ние сме социјална држава, тоест друштвена, се грижиме едни за други, ќе дојдете во ситуација да видите дека и тоа многу не чини. Според некои пресметки, да кажеме, на меѓународната трудова организација, не чини од 4 до 6% од нашиот БДП. Мислија, колку е тоа во пари, кои ќе ги преведеме тие во наши пари, во наводници, тоа се некаде околу 500 билиони евра годишно. Директни и индиректни трошоци поврзани со несреќите на работните места, со професионалните заболувања, со она што би можело да се превенира. Ситуацијата каква ни е? Не баш арна. Може ли да биде подобра? Да. Затоа е дел на ова. Затоа и на некој начин често пати говорам и за оние услуги кои ги правиме како професионалци во однос на дури проектот кој во меѓувреме се спроведува од страна на Меѓународната организација на трудот, а поддржан од Европската унија, се однесува кон подобра и безбедна работна средина во Македонија. Проект кој трае до октомври 2028 година, кој што адресира неколку од овие прашања, а ако имаме време можеме во детали да ги образложи. Так, тука веќе се намитнува веднаш и менталното здравје и благосостојбата на работниците. Што е побитно тука, платата или сепак таа атмосфера која веќе придонесува за тие бернаути, односно прегорување на работното место, да исто така влијае, се разбира, и на продуктивноста, меѓутоа и на здравјето на самите вработени? Ете една работа заборев на почетокот да ве прашам. Овогодишното мото на Меѓународната организација на трудот, поточно на Светскиот ден за безбедност и здравје при работа, е како е на работа. Како вам ви е на работа? Зошто? Заради тоа што во фокусот на овогодишната кампања е психосоцијалниот аспект на здравјето на работникот. Често пати на телевизија вниманието ни го зафаќа, да кажеме, револтот или континуираните барања за покачување на платите, за делот на оние доприноси, за оние кои што реално се поистоветуваат со финансиските аспекти. Но ако го прашате човека навистина како му е на работа или зашто останува или не останува на работа, ќе видите дека го огромен дел од паѓаат на овој дел каде што психо, душевно, социјално, тоест друштвено, како ние се чувствуваме на нашето работно место. Дали сме прифатени, дали сме ценети, дали всушност ни наметнуваат огромен дел на задачи кои не можеме да ги решиме. Дали тоа ни представува стрес, дали тоа не представува, да кажеме, средина во која ние полека, но сигурно се разболуваме. Вложуваат ли македонските работодавачи доволно внимание и труд на оваа тема? Тие кои се промислени, да.
тие кои што всушност се борат самите со себе, како да преживеат и како да го одржуваат бизнисот или кои се поголеми од животот, тие не. И сега лекцијата најчесто или ненаучената лекција најчесто ја плаќаат работниците со своето здравје, а последиците од потврлувањето секако да кажеме Законот за безбедност и здравје при работа ги адресира само кај единствениот кој е буквално задолжен да одговара пред законот, а тоа е работодавачот. Сакам да ви напомнам дури во делот на психосоцијалните аспекти кои често пати се занемаруваат, тоа не се работи кои се случуваат на дневна основа. Тоа се работи кои што дури статистиката во Македонија за 2023 година говори дека починале 20.000 луѓе, значи тоа е официјална статистика, од кои 41% починале од кардиоваскуларни заболувања. 17% починале од неоплазми, поточно од карциноми. И секој ќе видите дека сите тие заболувања треба најмалку 10 години да се развијат. Коренот на самите тие болести можете да ги најдете на работното место. Не велам единствено дека таму се наоѓа, него допринесува. Значи, кога доаѓаме во ситуација да го разбереме нашето секојдневно битишување или постоење, ние доаѓаме во ситуација дека многу од овие елементи кои ни даваат или поточно ни влијаат да бидеме, да не ни е добро на работа, тие допринесуваат да понатаму го платиме цехот. Вие сте поборник на идејата да токму безбедноста при работа и таа култура на безбедност се изучува и во училиште. Да. Како би изгледало тоа во пракса? Па многу едноставно. Јас не би воведувал нови, да кажеме, предмети кои би ги оптеретувале и онака оптеретените ученици. Јас после секоја лекција, природна лекција, јас би ставил, да кажеме, еднаш лајфна. Пример, ако учиме за електрична енергија, еднаш лајфна долево, на крајот на лекцијата би ставил дека внимавај. Доколку се допре, таа убива. Таа може да предизвика изгоретини. Таа може... На крајот на крајовите многу е полесно, например, кога учите за одредена област, кога учите за одредена, да кажеме, природен феномен, да дојдете од друга страна, што ако не ги почитуваме правилата, што ќе се случи. На тој начин ја креираме следната генерација на македонски работници. Доаѓаме во ситуација, ја формираме или ја креираме дури и превентивната култура на работното место, кое може би во одредени ситуации не само кај обичниот работник, него и кај менаџерот, кој ќе треба да ги димензионира работните места, ќе му тегне, треба ергономски столчиња да им земам, треба ергономски места да им обезбедам, треба соодветно обкружување и така натаму. Каде е, за на крај да го заокружиме разговорот, кој најмногу потврла, работодавците, самите работници или таа институционална или поддршка или неподдршка, дали има доволно контроли на терен, дали се исполнуваат одредени услови, дали се едуцира работниот кадар за одредени работни места кои носат нормално повеќе ризици, па и се случуваат вакви некои поголеми несреќи. Видете, знам што највеќе допринесува за несреќите, а тоа е импровизацијата. Таа импровизација, како што ви реков, се случува, да кажеме, и во едниот тим и во другиот тим. Ако го видите сето ова како надпревар, фудбалски надпревар, ќе дојдете во ситуација да видите дека едната страна работниците и другата страна работодавачите играат. Така, судиите се државниот трудов инспекторат. И ако овие кои играат, да кажеме, без правила, тогаш ќе имате масакар доле. Ако играат на начин кој што всушност ги почитува правилата, тогаш имате убава игра и за гледање, но и носи повеќе профит. Нито една утакмица, која всушност, например, затоа сакам да го приближам до нешто што вашите гледачи, например, може полесно да го перцепираат, нито една утакмица која всушност не носи задоволство на гледачот, например, не може да биде предмет на нешто што и би платил да го гледа. Така и трудот. Ако таа не носи задоволство, не носи причина зошто јас постојам, зашто го работам, зашто се тоа има смисла некоја, тогаш ние ќе дојдеме многу брзо во ситуација дека ја имаме ситуацијата која имаме. Господин Петков, ви благодариме на разговорот. Благодариме на двајцата и имајте убав ден.